أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Zahvalnosť vo секоја една пригода, прилика му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавато селам, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до сунниот ден. Продолжуваме повторно со еден од алимите на овај уммет, со еден од луѓето кој го жртвувал својот живот, своето богатство, све што имал за овај дин да дојде тамам денеска ке нас. Али пред да почнеме со негова сира, со негова биографија, ќе спомнам еден хадис кој е мунасиб за ова време во кое живееме, за ова фитне кое се случува. Многу браќа побарале да зборувам за одредени работи кои се случуваат, али со овај хадис секој еден што сакат да земат ибра, поука, доволно е овој хадис. За сите тие потреби, за сите тие нешта што се случуваат, овој хадис ако го имаме како една дефиниција за наш живот, нема да сгрешиме во ова фитне, во овај разврат што се случува. Се пренесуваат дека أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى وليمة. Се пренесува дека еден човек го повика на Абдулла ибн Масуд радијаллаху анху во свадба. فلما جاء سمع لهوا. И кога дојде Абдулла ибн Масуд, ке овој човек што го повика во оваа свадба, кога се доближа до негова куќа, до негово место, слушна игра и забава, слушна високи гласови, слушна нешто неморално. فلم يدخل فقال и не влезе внатре. Застана, се штопира и не влезе внатре и му се рече на нему: ма лека, што ти е? قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, го слушам на пегамбар алейхи селам како вели: من كثر سواد قوم فهو منهم. Кој ќе го зголеми бројното стајне на еден народ, на една група, на една заедница, кој ќе го зголеми бројното стајне на една ваква заедница, група, فهو منهم, тој е од ними. ومن رضي عمل قوم كان شريكا لمن عامله. И кој ќе биде задоволен од делото на еден народ и стане нивни партнер, нивни ортак во теа дело, иако не го направи тој теа дело. Кој ќе биде задоволен од еден народ што прави едно дело лошо, задоволен од теа нешто, односно присуствува во едно такво место, се прави еден таков грев, негово присуство, негово молчење е партнерство во теа нешто. Зголемување на бројов за да се шири тоа разврат, негово присуство е знак дека е задоволен од ова нешто, хукмот во дуња му патви како е хукмот тува за сите луѓе. А во суден ден Аллах Джелешану ќе му суди. Продолжуваме. Денеска ќе стане збор за вториот поред од 4 исламски правници, вториот поред како доаѓале. Ебу Абдулла, неговото име е Ебу Абдулла, татко на Абдулла, негов син Абдулла, Малик ибн Енес, Малик син од Енес, ибн Малик, Енес син од Малик, ибн Еби Амир, Јемени. Неговото неговото корен од Јемен, неговото потекло потеквите од Јемен, Малик ибн Енес.
а не Енес ибн Малик. Енес ибн Малик овај сахаб, да не го помешаме. Енес ибн Малик овај сахаб, значи Малик ибн Енес се роди 93 година после хиджра. А Енес ибн Малик сахабот, другаро на пегамбар алейхи селам, умре во истава ова година, 93 година. Кога се роди, умре. Велит улема дека Енес, татко од Малик, го клал да види овај Малик на Енес ибн Малик. На овај сахаб, негово име да види. Се пресели од ова дујна, значи 179 година. Околу 83 години некаде живееше. Има некој хилаф во негово рождење и во негово умирање, али овие два каули, два говори, 93-та се роди, 179-та се пресели. Негов татко беше еден од улемата, Енес ибн Малик, негов татко беше еден од улемата во Медина, голем алим. Значи овој живееше во семејство со илм, во семејство од улема. Имаше уште еден негов брат, беа двајца браќа, негов брат се викаше Надр. Еден ден себеб како почна Малик ибн Енес да варат илм. Се вели околу 7 година од негов живот, негов брат, малку постар од него, беше завршен хифз. А Малик ибн Енес немаше завршено уште Кур'ан хифз. Ги повика нивни татко, Енес ибн Малик. На овие двајца му постави едно шеријатско прашање. Надр ибн Енес, брат од Малик ибн Енес, го одговори ова, а Малик не знаеше да го одговори. Тога се насекира многу Малик ибн Енес. И негов татко му рече, зарем не е доста више ти да играш? Чуваше гулами и често одеше по градини. Малик ибн Енес на 7 години возраст. Зарем не е веќе време дојдено ти да бидиш во групата на мажи? Во групата на мажи. Вака ги поттикнуваа нивни деца. Вака ги подучуваа нивни деца. Уште додека беа мали ги прашуваа за шеријатски прашања. Ги прашуваа прашања од дин, што беше суннет на пегамбар алейхи селам. Што денеска ние не знаеме да му поставиме вакво прашање. Пегамбар алейхи селам кога го праша на те мало џарие, девојче многу мало, под 7 години. Ейн Аллах, каде Аллах? Ова прашање од акида, од дин. Каде Аллах? Фис сема, таму одговори, ова рече, Аллах е во небо. Ова 7 години помало. Значи, ова беше сунне на пегамбар алейхи селам, сунне на тие добри луѓе после пегамбар алейхи селам, сахаби табини, таму табини. Тие знае на овој начин да ги поттикне нивни деца. Ова беше себе одма после ова. Негова мајка, после негов татко, беше број еден себеб за Малик ибн Енес да го стигне тој степен кој го стигна во дујна. Не треба многу да се зборува за Малик ибн Енес. Се знае кој е Малик ибн Енес. Ќе се подсетиме накратко негова сира. Многу накратко. Негова мајка после ова, тој изрази желба во него за илм. Го облече во најдобра облека. И го испрати еден од најголемите алими во теа време во Медина, Рабија ибн Абдуллах. Ова беше еден од најголемите факихи во тоа време. Пред да трнит кај него, негова мајка му рече, о мој синко, пред да учиш илм од Рабија, од Рабија ибн Абдурахман, пред да учиш илм, научи едеб и ахлак. Прво научи едеб од него и ахлак. После почни со им. За брзо време стана хафиз. За брзо време го научи Куран хифз. Почна да учи ке тие алими. Почна да води да ги сите алими што бее во Медина. Ова е еден Малик ибн Енес, еден од ретките од тие што ги спомнавме досега и што ќе спомниме некојаш во иднина, што никогаш не излегол од границите на Медина. За разлика кога спомнавме за другите, за Шафи, за Ахмед, тие излегле и патувале многу по илм. Али Малик ибн Енес не излегол од границите на Медина, освен во Мека во хаџ и се вратил назад. Никогаш не излегол. Али сите тие алими што биле во негово време ги правил зијарет. Додека одел да учи од ними, има некои ривајати, се вели кога одел ке овај Рабија ибн Абдурахман, земал ова Рабија имал
20 или 30 талебина кои правеле ред во негова куќа кога влегуваат талебина да учат. И овај земал урми и му давал ноеве хорра, стражари, му велел овови урми, немој да пуштате после мене никој подолго време за да останам со него да учам повеќе. Тие го оставале на него додека се сосале урмите. Вакви, јани, се користеле со вакви нешта за да учат повеќе им. Еден од неговите другари во ова време беше Ебу Џафер Ал-Мансур Ал-Абаси. Овој после еден период ќе стане халифе. Овој беше многу негов добар другар во ова време. Беа доста добри другари со него. И овој ќе биде себеб за големо фитне да му се деси на Малик ибн Енес. Се вели дека во почеток на негово талебул илм немал многу средства. Иако некои родители биле богати или по известен период немал средства. Се вели дека продал цела негова куќа, све што имал во негова куќа и негов покрив за да продолжи во талебул илм. Али по известен период Аллах џелешану му дал многу големо богатство на Малик ибн Енес и бил еден од најбогатите алими кои ги памтит историјава. Еден од алимите што негово одело, негова кошула, негова гелабија 1000 дирхеми чинела. Многу големо богатство. И ова никој не му прави ред на ова нешто. Живел во раскошна голема куќа. Негово место каде предавал, столица во која седел, била многу луксузна. Како тие халифи што ги имало во теја време. Талебината што учеле околу него, многу од ними тој бил себе, ги снабдувал со средства за да учат. Кога поминал во Медина, се позинало дека поминал Малик ибн Енес по парфемот кој го користел. Ова е еден од благодетите кој му ги дава Аллах џелешану на нему. И ние од улема не му прел ред за ова нешто, зашто има хадис на пегамбер алейхиссалам каде вели Аллах џелешану сака да го види на робот свој ниамето што му го дал Аллах џелешану. Значи не е грешка човек ако се облечи добро, ако Аллах џелешану му даде имот на него халал и го потроши во халал. Не е грешка ова. Не смеш да му завидвиш на него за вакво нешто. И не смеш да му преговориш за вакво нешто на него. Вакви биле овие великани на овој ислам. Се пренесува дека бил многу строг со хадисите на пегамбер алейхиссалам. Земал само од одбрани луѓе, не земал од секој некој. Не земал од луѓе што немат едеб ахлак. Се пренесува дека во негово време во Мекка имал еден голем мухаддис. Дошол во Медина, прв пат се сретнал со него, а цело ова време никогаш не земал хадис од него, зашто овај многу често знаел да кажи шали и смешки. А бил голем мухаддис. Велел поради ова што има ваков сифат, не сакам да земам од него хадис. Али вели, го видел во Медина, во џамија на пегамбер алейхиссалам како земат абдес. И бил спомнат еден хадис на пегамбер алейхиссалам пред овај голем мухаддис, почнал да плачи за овај хадис. Кога го видел Малик ибн Енес, вели му се смилував на таа негова мана, кога видов каков респект има спрема хадисите на пегамбер алейхиссалам и почнал да носи после ова од хадиси од него да пренесе. Се вели дека еден ден, додека предавал хадис на пегамбер алейхиссалам на неговите тулла, талебина, се осетило во негово лице црвенило, жолтило, како му се промени боја. Во други ривајати имат станал и седнал неколку пати. И завршил со дерс. Еден од талебината го прашал што беше со тебе? Зошто мена така боја? Што беа тие движења? Рече, нешто ме касна во мој плешти. Кога видоа еден акреп го имаше каснато неколку пати. Вели, зошто не го престана дерсот? Рече, не сакав да го престанам хадисот на пегамбер алейхиссалам, говорот на пегамбер алейхиссалам кој го има веќе почнато. Ова имаат од некои чудни ствари ке него, некој едепи чудни. Се вели дека Малик ибн Енес никогаш не јавал којн во Медина. Никогаш не јавал којн во Медина. Го прашале зошто, рекол, не сакам да ја газам земјата, да ја втонувам, да ја рушвам земјата со којн во која е закупан пегамбер алейхиссалам. Во други ривајати имат, никогаш не облекол налани кондори во Медина додека бил. Од респект да не ја гази земјата во која пегамбер алейхиссалам е закупан. Ова било негово мислење. Ваков респект имал спрема пегамбер алейхиссалам.
Седел некогаш во џамија на пегамбер алейхиссалам во Медина со талебина и му рекол на талебина: слушајте, од секој еден во дујна се земјите од негов збор и се враштат од негов збор, освен од собственикот на овој гроб. За пегамбер алейхиссалам во џамија на Медина. Само од пегамбер алейхиссалам све се земји. Не сме ништо да се врати од пегамбер алейхиссалам. Све што кажал пегамбер алейхиссалам треба да се зема. Малик ибн Енес. Дошол еден човек од Ирак. 40, во еден ривајат има 40 прашања. Негови од луѓе што имаат потреба за фетва од Ирак. Ги запишал сите и дошол пред него. Седнал и му ги поставил сите 40 прашања. Му одговорил само на 8. Му рекол за другите ла едри, не знам, ла едри. На 32 прашања му рекол не знам. И тој му рекол: како ја ќе се вратам сега во Ирак, луѓето ќе ме чекат, дај ми одговор на еве. Рекол: не знам. И кажи му на тие од Ирак, речи му: ми кажа Малик ибн Енес дека не знам одговор на еве прашање. За разлика од денеска, нема прашања да немат одговор за него. Секој еден денеска одговара. Вакви великани на ислам, вака луѓе што го позирале на ислам, не се срамеле да речат не знам. А денеска да му речиш на некој не знам, ќе се чуди, ќе отвори очите, ќе те гледа со чудо, А илмот е пола не знам и знам, другата половина. Не знам и знам, пола, 50%. Ако фали нешто од овие две, имаш ноксан голем ке тебе. Тој имал респект спрема секој еден алим. Кажавме дека Шафи земал илмот ке него. Се вели Шафи, вели, од респект што имавме спрема него, такво имаше хейбе, така Аллах Желешану му даде на нему, вели, не се слушаше никаков глас кога тој предаваше некој дерс. Вели, за да не го прекиниме и да не направиме гужва, ги навлажнувавме наши прсти и кога сакавме да свртиме некој лист така нежно за да не се слушне. Иш да не се слушне. А Малик имал респект спрема другите улема. Еднаш га се сретнал со Ебу Ханифе во Медина. Разговарале. Од кога станал Ебу Ханифе и заминал, го прашале талебина што вели за Ебу Ханифе. Рекол: ова е човек. Ако почни влези во расправа со некој за овај ступ, кој е напрен од блато или од камен, ако тој речи дека од злато, ќе ти донеси аргументи дека од злато направен. Вака имале респект едни спрема други. Фитнето во кое падна Малик ибн Енес. Во ова време од Умевие е зедве власта Абасиин. Начело на ова дојде Ебу Џафер ал-Мансур, негов другар од детство, многу близок другар од негово детство. Имаше луѓе од овие Емевиин што не му праe беа на Ебу Џафер ал-Мансур. И некој од улема ги натера со сила бе натерани да му пред беа. Ова е еден од риваетите. Му направи беа, али тие не беа задоволни од тоа нешто. И тој ги натера на овие кој мислеше дека му пред беа без воља. Ги натера да рече една реченица: ако не е мојава беа вистинска, ја е прам талак моја жена. Ако рече вака, е прав талак негова жена. А овој знаеше дека Малик ибн Енес има мислење дека човек, ако е присилен со сила да ја направи талак негова жена, тој талак, тој развод на брак не важи. Јани со сила мораш да ја правиш, ти се заканви убиство, мораш да ја правиш талак, ама овој талак не важи. Ваков став имаше, зашто имат хадис на пегамбер алейхиссалам. Малик ибн Енес го имаше овај став. Кога слушна Ебу Џафер, прати до имам Малик да не зборува за ова меселе. Му пушти абер да не зборуваш више за ова меселе. После извесен период пушти еден негов курир
додека имаше дерс во џамија. Кога заврши дерс го праша овај курир: ја имам, што велиш ти за талак со присила? Дали важи или не важи? Кога го слушна ова имам Малик, вели се исправи добро, го зголеми негов глас, како никогаш до тога. Го зголеми негов глас. Го цитираше хадис на пегамбер алейхиселам, каде кажува пегамбер алейхиселам дека талак со присила не важи. И рече: ја имам став дека не важи. После ова дојде кај Абу Џафар ал-Мансур, овој збор го донесаа пред него врзан во раце на имам Малик. Толку го казна на имам Малик, толку удари му дадоа, што се вели во еден ривајат една негова рака му се шлогира од ова се облучи, не можеше да ја крeva. Во други ривајат двете раце. Од овдека иде тоа дека малекијани не се врзват во намаз. Ова не е точно. Ваков став нема Малик ибн Енес. Тој во Муатта, што е напишал Муатта, има став, има хадис на пегамбер алейхиселам дека наредено ние десната да ставиме на левата. Тој хадис на пегамбер алейхиселам и го имал вака ставо, али поради негова мака што му е направила таа тортура, не можел да ги скреват раце и ги спуштил долу раце кога бил во кијам. И вака го имал став, после него го земале негови ученици, негови талебина. И во ова тешко време не подлегнал на оваа тортура. Додека бил во Медина, Харун Рашид, кога дошол во власт, сакал многу да се сретни со Малик ибн Енес. Харун Рашид дошол во Медина, пратил едно писмо ка Малик ибн Енес, му рекол: сакам да дојдеш во моја палата, да не читаш од Муатта мене и на моја фамилија, на мои деца, да не поучиш со ислам. Тоа го напишал тие познати зборови, му рекол на тој курир што дошол со ова писмо, му рекол: кажи му на Харун Рашид дека илмот не ојд ке никого, него ке илмот се ојд. Илмот не ојд ке никого, ке илмот треба да ојдеш ти. Ова е еден ривајат. Отишол овај хабер, кога читал Харун Рашид, рекол: во право е. Ги зел негови деца, другиот ден дошол во џамија во дерс ке Малик ибн Енес. Кога дошол во дерс ке Малик ибн Енес, во џамија на пегамбер алейхиселам, во едно место, иште од порано, пред некое време, некој од халифите направил една специјална како ложа, како една столица, како една курсија за халифите кога дојдат да слушат, да седат во тоа место. Кога го видел Малик ибн Енес како седи во ова положба, затворил тема за која имал за зборење, се вели дека тој ден зборувал за навакидул вуду, нешто што го расипте абдес, затворил тема и му рекол на талебина: денеска ќе учиме за еден, ќе учиме за Ахмад. Почнал да зборуват како треба да се барат илм, важноста на илмот. И кога слушнал Харун Рашид, му кажал на негови два сина, имал два сина, и му рекол: овај говор е наменет за нас. И слегле од таа курсија, од тој стол и седнале во земја со другите талебина. Вака биле овие први генерации. Вака овие му давале важност на илмот. Се вели дека Харун Рашид му пратил еден поклон на Малик, го земал овај поклон, другиот ден му пратил писмо, че патувам во едно патување, сакам да ми бидиш судружник во ова патување, додека одам да ме учиш илм. Му рекол: слушај ваму, најдобар град на пегамбер алейхиселам, не сум излегол и нема да излезам од овој град. А ако ги бараш тие нешта, тој поклон не е чепнат, уште можам да ти го вратам, во секое време. Вака ги одбивале на овие големи хулефаи, на овие големи луѓе, респект спрема нивниот илм. Во негова џамија дојде еден човек. Ова е првото прашање што се поставило. Му рече, дојде овај човек, рече: ја имам едно прашање. Бојру. Ар-Рахману алел арши става. Семилосниот над аршот се возвиши. Како ова, му рече?
Вели поцрвена. Е наведна глава и седа малко. Седеше. Рече, истава ма'лум. Возвишувањето е познато во збор. Како човек може да се возвиши на нешто. Познато. Вал кейфу меđгул. Како, на кој начин, ова не е познато. Не знаеме. Иману бихи ваджи. Да вервиш во ова нешто дека Аллах се возвиши над аршот ти е ваджи. Вассуалу бихи бида. Да прашаш за ова нешто е бида. Му нареди на тие што беа стражари, фатете го, изведете го надвор од џамија. Го фатија за мешканци и го фрлија надвор од џамија. Овај човек, кога почви да прави бида, кога од дома мој да излези куфа, на овој начин, али ова улема на овој начин ги спречвела овие нешта, ги кинела нозите на овие нешта. Се вели, додека предаваше во Медина, заврши со дерс и продолжуваше повторно со проблеми на талебина. Дојде еден човек во џамија и повика елфил, слон. Јани, дошле трговци од Хинд, од Индија и од друго место во Медина со слонови. И излезе цела Медина да ги види слонови, зашто немало слонови во Медина. Сите талебина излегле, освен едно талебе, Јахја ибн Јахја мин Андалусија, од Андалузија. Ова талеба остана. Му рече, Јахја, зошто ти не излезеш да го видиш филм? Рече, ја имам, валлахи, рече, ја не сум дошол од Андалузија да видам слон. Јас сум дошол да... А му рече, дали има до Андалузија слонови? Не, рече, нема. Али не сум дошол да видам ја слон во Медина, дојдов да те видам тебе, да научам од тебе говор на пегамбер алейхи селам. Го чукна по негова глава и му рече, инша Аллах, ќе видиш од тие што ќе го пренесе тоа им. И навистина, Јахја ибн Јахја, Источна Африка цела, и Андалузија, Шпанија, тие места, цела беше малекиски мезеб себе него. Тој од таму го пренеса цел мезеб во ова место. Овие великани на Ислам на овај начин го штитеа и се грижеа за Ислам. Вака, со нивно тело, со нивни средства, со нивни живот, со све го штитеа овај Ислам. Од искривување, од секакви други придавки и оддавки. После ова што му се случи по ова фитне, таа казна која му се направи на него, се оддалече од Медина, направи една куќа подалеку од Медина и никогаш повеќе не даваше дерс, никогаш повеќе не излезе во народ, никогаш повеќе не зборуваше со никога. Одеа ке него, некој талебина зема илм, кога го прашаа за нешто, му рече не секогаш треба да се кажат хакот. Ни на секому не треба да му се кажат хакот. Иншаллах, Аллах желешан да ни даде разбирање од овие неколку зборови, да ни даде разбирање од овие великани на Ислам, да видиме слични како нивни талебина, да видиме од оние кои ќе се грижиме за овој Ислам. Да видиме од оние кои ќе го живееме онај Ислам како го живеел пегамбер алейхи селам, како го живееле први генерации, изворно онака Куран и Суннет, не со додавки и со одзавки, не како ни пасиран на нас, не нешто што ќе ни пасира да го офарлиме, она што ќе ни биде добро да го примиме. Ова е сифат својство на евреи. Така ми да Аллах желешан еден дел од книгата го прифатија, еден го офрлија. Него све што ќе дојде да се трудиме да го спроведиме во наш живот. И Аллах желешан да молести на сите муслимани кои имаат мака тегова искушение. Субханакаллахумма ва бихамдик, нешхаду ан ла илаха илла анта, настагфирук ва натубу илейк.